Денес имавме петата седница на Советот на Општина Радоиш и тоа што задолжително треба да се потенцира е дека со исклучок на првата седница која што е свечена, значи за овие 4 работни седници на Советот на Општина Радоиш, Советот на Општина Радоиш има донесено повеќе одлуки, повеќе од 150 на одлуки, значи до сега во главном на седница се обработуваат голем број на точки, отприлика по 30 на седница во просек, и сега вака гледано од аспект на советничко мнозинство или од аспект на советничка група во опозиција, секој ќе добиете различни видувања, различни коментари по однос на ова. Ние како советничка група од владеачката партија сме должни и имаме обврска максимално да излеваме во пресред како за потребите на граѓаните, секако и за програмата која што имаме ветено пред граѓаните. Така да факт е дека овој совет работи со полна парја, одржува повеќе седници од вообичаето и на истите донесува поголем број на одлуки. Се разбира, советот е должен да ја следи работата во случајот на градоначалникот. Значи, повеќе од сигурно дека градоначалникот има амбициозна агенда зададена и од тие причини неминовно е често да има седници на советот и советот да ги поддржува тие предлози, одлуки и разни правни акти кои што се неопходни за функционирањето на Општина Радоиш, а секако поголем дел од точките се и точки кои што директно ги засегат граѓаните, односно вие знаете на совет доаѓаат и точки кои што лично ги засегат граѓаните на Општина Радоиш, од тие причини се со цел, бидејќи сме избрани од страна на граѓаните, се со цел за поквалитетно живење на нашите граѓани, интензивно се прават седници на советот за да во најбрз можен рок и најквалитетно донесеме одлуки. За малку ќе пропуштам да кажам дека овој совет, кога станува збор за интересите на граѓаните, одлучува едногласно. Тоа е секако така и морам да кажам, јас во една прилика мислам дека го исполнав тоа, значи повеќе од конструктивна имаме до овој момент имаме повеќе од конструктивна советничка група на СДСМ. Се разбира, има разлики и тоа е сосема нормално, не секогаш по сите одлуки сме единствени, меѓутоа во главном носиме одлуки кои што се донесени со едногласно од страната на сите советници. Така е, веројатно ќе намалиме интензитетот на работа со оглед на годишните одмори, сите од нас имаат потреба и некако сами по себе се намалуваат потребите, бидејќи како што реков во овие изминати 5 седници донесовме клучни одлуки кои што овозможуваат на единиците за локална самоуправа и на градоначалникот фронт за работа. Од тие причини секако на почетокот на наредниот месец, на месец јули ќе имаме битна седница за ребаланс на буџетот. И ќе имаме, претпоставувам таму некаде втората, односно крајот на август, уште една седница во нареден период. Значи да добар период од едно 40 на 50 дена Советот на Општина Радоиш ќе одмара.